Нашата Слободанка веќе ја пречека првата гостинка. Добро утро, Слободанче, добро утро и за Марија Бејкова. Убаво е да ве види човек во друштво вака заеднички, ама и убаво е да се подготвиме за нешто многу убаво како што е тангото, а тангото делува толку терапевтски и толку мотивирачки кога станува збор за тоа дека ако се практикува редовно може да направи големи придобивки, Марија, во нашето здравје и психичко, ама и физичко, нели? Точно, да. Так. Едноставно кажано, антистрес терапија. Така е. Суза, добро утро уште еднаш и од нас до тебе и добро утро до нашите гледачи. Да ве поздравам и вас, да ви посакам да имате убаво утро. Исто така и на нашата гостинка. Добро утро и добре ни дојде. Суза веќе те представи. И како што кажа, ќе се изборуваме за една убава и поведра тема. Но и самиот наслов вели фамилија тангови Скопје. Ајде нешто повеќе околу тоа. Ние сме школа која што веќе едно 12-13 години се занимава со ширење на аргентинското танго и култура, да, во нашиот град. Работиме со различни групи, почетници, средно напредно ниво и го негуваме исклучиво аргентинското танго, кое што многу се разликува од сите останати танци, е поспецифично, се работи за танцна импровизација, кој што ја има во својата срж комуникацијата помеѓу партнерите, музиката, која што исто доста специфична, и сето тоа допринесува за едно навистина магично чувство, кое што се јавува за време на играњето, меѓутоа и кај оние што гледаат. Така, верувам дека е така како што го кажувате ова, но зошто и да не бидеме дел од вашите, да кажам, курсеви, часови, како и да е, па се тоа што го кажувате и ние да го почувствуваме, со оглед на тоа дека овој период од годината навистина ни е потребно нешто такво, за да излеземе од секојдневието или пак од досадата, за да не бидеме затворени нели дома, да си имаме некој предизвик што ќе не натера да излеземе од врата надвор. Како што кажа дека да, аргентинско танго. Сега, кога сме кај аргентинското танго, споменавме, еве, можеме и да погледнеме некои фотографии, веднаш и на самиот почеток, материјали од сето она како вие нели го создавате со вашите курсеви. Кажавме дека е сосем поинакво од останатите. Ајде малку околу тоа, зошто и во што најмногу се разликува. Нешто споменавме, меѓутоа јас би сакала и малку подетално да образложиме зошто е тоа така. Вака, за разлика од другите танци, каде што се учи кореографија, фиксни чекори или фиксни комбинации, во тангото оној кој што води, едниот води, а другиот следи, во моментот на играњето смислува што ќе играме, односно едниот предлага чекори, тој што е лидер, оној кој што е фоловер, или следбеник, како би дошло на наш... Да, едноставно, меѓутоа не едноставно, треба да препознае кој чекор или фигура ја предлага партнерот и ја изведуваат заедно. Значи се работи за момент на импровизација, кај нешто како џез музиката што е. Значи, двајцата партнери импровизираат во моментот на играњето. Секако има фигури кои што се учат, се совладуваат, техники, став на држење и така натаму, меѓутоа оно што е баш она магично е што во моментот се случува таа комуникација невербална помеѓу двајцата партнери, се читаат еден со друг и го изведнели играат на одредена музика. Така. Сега ви имав можност да забележам дека за возраста не мора да зборуваме, секој оној кој што има желба може нели да се обрати кај вас фамилија Тангови Скопје и да биде дел од овие курсеви, да кажам. Немаме возрастна граница, добре дојдени се сите, како што може да видите и на сликите, секој игра со секого и тоа е убавината што партнерите се менуваат меѓу себе за време на една танго игранка. Значи не мора да имате фиксен партнер и да играте цело време со него или со неа. Туку на тие игранки, кои што се нарекуваат милонги, доаѓаме и се каниме еден со друг. Значи играме еден сет од 4 песни се вика танда, потоа има кратка пауза од некои 15 секунди, некоја музика во друг стил и партнерите се менуваат. Значи тоа е убавината што можете било каде да одите во светот каде што има танго и да играте со било кого. Не мора претходно да сте вежбале со некого, туку тоа е универзален јазик на тангото кој што функционира насекаде во светот за оние нормално кои што го совладале или се уште го совладуваат.
И на некој начин, еве, како што објаснуваме, ги поврзува луѓето, па се Точно. има родено љубов во фамилија Тангови Се има Скопје. се има родено многу љубови, Кога веќе е ваква комуникацијата и начинот на комуникација, нели, како е со симпатијата прво, хемијата, енергијата, Да, тоа е се препознава, нели, нормален дел од процес и било дел, која да. нели социјална активност, па така и во тангото. Да. Ајде сега ќе би сакала да откриеме и да знам како вие дојдовте до токму од Аргентина да ни го донесете тангото тука во Скопје. Јас случајно налетав така на една танго игранка во Скопје. Претходно имаше една друга група танго банда која што повеќе не функционира за жал, кој што има некои часови практики и така како што видов се заљубив во овој танц, иако претходно имам искуство и со други танци, меѓутоа тоа беше нешто сосема различно за мене, нешто поинакво. Па да, кажавте, истакнуваме ви уште еднаш дека е различно аргентинското. И навистина се заљубив уште на прв поглед, што се вика, и се запишав веднаш на часови и така таа љубов не престанала веќе 15 години. Не бевме во Аргентина. Не сум била се уште, Да. Иако е во план да се предпоставувам посети, токму и затоа ми е ова прашање, дали меѓутоа често имаме гости кои што се од Аргентина, кои што се инструктори или од други нели земји од Европа кои што се веќе доста нели познати во светот. Имаме фестивал на кој што доаѓаат. Ја вашата покана. Да. Одлично. Да. И кога ќе дојдат, што е она што со нив правите? Што велат тие, како функционира кај нас аргентинското танго и дали не бива, дали сме талентирани? Да, ние сме многу талентирани, само што малку треба повеќе да работиме. Така, да не го прифаќаме како една забава, туку малку и да... имаме доста талентирани. Нели меѓутоа нели нормално ова е еден вид на хоби. Сега секој не може еднакво да се посвети нели на вежбање, затоа што бара на вистина и посветување за да се совлада, како што кажав, во еден цел нов јазик, кој што нели ако седнете да учите исто јазик, треба да се посветите на тоа, така и тангото. Да се посветиме, така. Така што нели секој може нели да достигне некој ниво, да може да се снајде на милонга, меѓутоа нели ако сакате повеќе да навлезете, треба нели поредовно да се вежба и да се практикува. Да. И убаво е како што кажавме, нема тука граници никаква апсолутно за возраста, кога е музиката, поточно танцото во прашање. Сега Сузан нешто на самиот почеток кажа дека е потребно и за наша релаксација, и за забава, и за убав дух да почувствуваме во себе, но тоа ќе оставам на тебе да ни кажеш еве за сите овие 12 нели веќе години големо искуство со аргентинското танго, кои се придобивките од истото. Така, бенефитите се многубројни. Пред се затоа што си посветувате време на себе си, го свестувате собственото тело, а со тоа го релаксирате и умот, затоа што тие работи нели телото и умот се поврзани и е многу важно да си посветиме нели време на себе си. Друга работа е што остваруваме таа невербална комуникација со другите, значи се стануваме повеќе емпатични. Ги прифаќаме различните околу нас, нели некој е подобар, некој побрзо учи, некој поспоро, меѓутоа тука учиме како да бидеме трпеливи, како да нели како што кажав, ги прифатиме другите и целата група, нели не само партнерот со кого вежбаме. Потоа, нели бидејќи се менуваме со партнерите, се прилагодуваме на секого. И тоа е исто нели една вештина која што треба да ја совладаме во животот. Музиката е многу релаксирачка, многу делува исто благопријатно на нели на човекот воопшто. И кога ќе се случи тој спој во танцот на нели комуникација со партнерот, на вистина вие сте како во една медитација во движење. Не мислите на ништо друго освен на моментот. Се фокусираме, значи на партнерот, на музиката, на просторот, на групата и на вистина се тргате од сите секојдневни грижи и обврски и тоа е еден на вистина посебен момент кога како да сте во некој друг свет. Така, да. Па тоа е убаво да сме некогаш да ја прибегнеме во некој друг свет и од како што ја свелам. Сите тие физички придобивки на нели координација на телото, вежбаме, тоа е една вежба, така. Ајде малку и за фамилија Тангови. Зошто е фамилија Тангови? Фамилија Тангови затоа што се осеќаме блиски едни со други, да, затоа што таа нели близко што се случува со тангото како да сме едно семејство. Или кога сте во една таква група,
веќе сте толку блиски како фамилија. Да, ја затоа токму бидејќи зборуваме за блискоста, повторно ќе ги побарам оние фотографии кои што не ги испративте, колку само да ги потсетиме нели гледачите како сето тоа изгледа, од ова што го зборувавме, имаа можност да погледнат, но зошто да не уште еднаш вака сето тоа изгледа. Како што кажавме, значи секој со секого без разлика нели на возраста може да си игра танго, сите оние кои што го сакаат тангото, сите оние кои што го сакаат, ја сакаат токму оваа музика, да кажам, затоа што привлекува, многу привлекува, ја имам слушнато, но не имам танцувано, што не значи дека зошто да не пробаме. Така да малку да позборуваме и за тоа кој се и на каков начин може да се пријави со оглед на тоа дека од ова што го зборуваме има некој желба сега. Да. Како да се пријави кај вас и што е она што треба да го стори? Може да ни пише или на мејл familijatangovi@gmail.com или да не заследи на Facebook, на Instagram, Фамилија Тангови Скопје, да ни пише порака. Пријавувањата за нова група се уште се во тек, така што може да се приклучи. Имавме до сега само 1 час. Следниот е овој четврток, значи утре од 8:30 и слободно може да дојде да проба. Првиот час е секогаш бесплатен, промотивен, значи може да дојде да види, да проба или ако му се допаѓа да продолжат понатаму. Од ова што јас забележувам и гледам, навистина може да се каже дека се работи со желба. И со ентузијазам, да кажам вака во себе. Затоа што сите оние кои што се пријавуваат, кога веќе го зборуваме тоа, имаат желба повеќе мината, сигурна сум да останат. И поради што најмногу од она што сега го наброивме? Мислам дека едно нешто да издвоиме. Најмногу заради дружењето ми се чини. Затоа што стварувате многу нови контакти, дружба, убаво си поминувате. Тоа е тоа мислам што луѓето ги влече. Нормално секој сака да оди некаде каде што има убава атмосфера и каде што се осеќа пријатно. Верувам. Тоа е најважното. Верувам и дека сите луѓе кои што го сакаат танцот се со една убава позитивна, хармонична, да кажам, енергија која што ја пренесувате едни на други, тука се создава веќе една прекрасна атмосфера, така ли? Но ајде би сакала сега и за аргентинското танго, не за танците, меѓутоа од кога постои, од кога датира и така натаму. Малку повеќе и да пребегнеме во Аргентина. Да, малку за историјата. За историјата, да. Аргентинското танго настанало некаде крајот на 19-тиот век во Аргентина и Уругвај. Многу често Уругвај се заборава, меѓутоа тие се тука две земји кои што граничат меѓу себе. И настанало во оној период кога во Европа имало голема економска криза и многу емигранти заминале во Аргентина да бараат подобар живот, меѓутоа имало и многу афрички робови во тој период. И настанало како еден микс од повеќе култури. Значи од европска култура, афричка и локалното население, кое што во тој тежок период морало да најде начин како да комуницира меѓу себе и буквално е настанато на улиците. Значи спој на музика, спој на различни танци, различни култури донеле до еден нов танц како начин да комуницираат помеѓу себе и пред се било, како што кажав, на улиците, меѓутоа и во пониските слоеви од општеството. Значи не било елитен танц, туку било баш танцот за сите, меѓутоа најмногу за оние обичните и по социјално или обесправените луѓе, да кажам. Да, од сега од овие 12 години кои што ги споменавме и кога исто така зборувавме за возраста, кои се оние најмалата возраст досега кои што поминале тука и кои се оние со, да кажеме, повозрастните, да. Па сме имали групи да ги мотивираме. Сме имали групи за деца, моментално немаме, меѓутоа имаме повик за средношколци и студенти кои што добиваат бесплатен прв месец за часови. Одлично. Да, и тие ни се најмладите членови. И потребна им антистрес терапија. Да, и малце да се тргнат од телефоните, да го зборуваме. Така е. Да направат вистинска комуникација меѓу себе. А возрастните, највозрастната група се пензионери. Значи имаме пензионери, еве сега ова утро да ги поздравиме сите наши пензионери и искуството еве со пензионерите кога зборуваме за аргентинското танго и курсевите кои тие ги посетуваат. Како сето тоа изгледа со пензионерите? Интересно е затоа што
има нели некои кои што нели сакаат да го исполнат своето време, меѓутоа има и такви кои што се навистина страствени во танцот и нормално е дека нели секој различно напредува во тоа, меѓутоа битно е дека и тие меѓу себе се дружат, истото нели како што важи за едните, така и за другите и тоа е тоа што ги привлекува, дека нели можат некаде да ја поминат вечерта, да се подружат, да поиграат, да им биде забавно, така. Просториите во кои што сето ова се реализира? Каде се? Се наоѓаме во Тафталиџе 1, во близина на Сити Мол. Да, точна локација може да пратиме на тите што ќе се пријават. Тука сме, значи, во Карпош Тафталиџе, така. А има ли некои надпревари или некои такви слични забави со оглед на тоа дека нели кога имаме денови се празници и слично се организира ли нешто такво? Надпревари немаме затоа што се работи за социјално танго, не од надпреварувачки карактери, затоа секој може да игра, меѓутоа имаме интернационален танго маратон кој што го организираме више 10-та година. Ќе биде на почеток на октомври во Александар Палас, на кој што доаѓаат околу 200 луѓе од страна, значи доаѓаат од целиот свет, луѓе за да играат меѓу себе и исто така имаме фестивал во кој што ќе се одржи во април следната година, трета година поред, на кој што доаѓаат инструктори од странство, има часови, има повторни игранки и доаѓаат исто луѓе од странство за да играат меѓу себе. Нека има забава и нека има аргентинско танго, затоа што еве многу добро објаснивме зашто се издвојува од останатите. Многу благодарам за учеството во нашата утринска програма, за ова што го споменавме, повторно да ни бидете гости па да најавиме едно вакво убаво големо случување, да. Сузан, ние тука завршуваме со нашиот разговор, допревме се, надевам и на танго да одиме, треба јас и ти, не само да слушаме, и да пееме и да танцуваме. Така, ви благодарам многу.